кога била изградена во 1926 година, Ристичевата палата била архитектонска атракција. Каков престиж представувало да бидете собственик, да живеете, па дури и да бидете подстанар во Ристичевата палата во 1929 година, кога во неа бил поставен лифт, прв во Скопје, а еден од ретките на Балканот. Собственикот Владислав Ристич, тетовчанец по потекло, сигурно добро знаел дека во скопското елитно друштво може да си обезбеди видно место единствено преку гламур. Музеот на град Скопје има таа среќа и чест да го поседува лифтот во своја собственост и изложен во нашата сала, каде што хронолошки се прикажува постојаната поставка, се е прикажан развојот и историјата на градот. Овој лифт е поставен во така наречената палата на господинот Властимир Ристич, која што е изградена 1926 година, а лифтот е поставен 1929 година. Тој бил апотекар, во долниот дел на палатата, зградата, се наоѓала апотека, а имало и други дуќани, кои што тој како собственик на објектот ги издавал, како и горните катови на овој објект, на зградата. На првиот спрат живеел господинот Ристич со својата фамилија, а горните катови се биле издавани на разноразни фамилии од Скопје. Било престиж да се живее во овој објект, кој што во оваа зграда, кој што со прекрасен поглед на скверот, на реката Вардар, на камениот мост. И така функционира и ден денеска објектот, всушност. Мислам, објектот е национализиран после војната, меѓутоа историјата е таа. Всушност, архитектонски тоа е велелепен објект. Бил ангажиран посебен архитект кој што го проектирал и не е секојдневен објект. Се истакнувал, предпоставам, тој и ден денеска се истакнува во Скопје. Секако, тоа е еден тренд за изградба на објекти. Има архитекта, но било посебно бил ангажиран скулптор да ја проектира и моделира фасадата со украсните елементи, какви што се автентични и постојат и ден денеска, и постојали и други објекти во тој сличен стил, кој што ние го нарекуваме виенски барок. Зошто е овој објект ексклузивен денес? Прво, за самиот стил, морам да кажам, тоа е една специфичност која што се среќава доста на Балканите, особено во Југославија, во Белград, во други градови во Србија, а исто така и во Македонија. Значи, произлегува од Виена. Во почетокот на векот, во 20-тите години, имаме разни движења и правци на стилови во Виена, и пред Првата светска војна и после Првата светска војна. Ова е еден од тие правци и стилови во уметноста и архитектурата, кој што се шири на Балканот. Во таков стил бил изграден и театарот. Денеска ја имаме театарот кој што е во голема мера сличен, иако не идентичен на тој театар кој што е срушен после земјотресот, а имаме и други некои објекти. Значајот на овој објект е тој дека еден од ретките кој што го преживеал земјотресот, а исто така и прилично агресивната кампања на архитектите модернистички во социјалистичка Југославија, кои што сметале дека некои од тие објекти, ако не многу оштетени, требале да бидат срушени и заменети со нови во концепт на владеачката идеологија. Тоа бил случај со театарот, например. Така да, оваа палата, овој објект е еден од ретките, има уште неколку згради и објекти кои што го преживеале овој период, значи прво земјотресот, а потоа обновата на Скопје и кој што се сведок за историјата на Скопје од 20 век.
Лифтот во Ристичевата палата беше во функција до 2011 година. Неговата атракција никогаш не избледе. Во годините додека семејството Ристич живеело во куќата, секому му било дозволено, посебно на господите, да се повозат со лифтот. Идејата е таа која што била многу важна, затоа што такви згради имало во Скопје, не била таа нешто повисока, меѓутоа немале лифт, никој не помислил на тоа дека тоа е апсолутно нешто неопходно, но еве господинот Ристич, иако не бил нити инженер ни архитекта, имал таа идеја дека токму тоа треба и недостасува на палатата да биде навистина број 1 во Скопје. Сигурно бил восхитен од некое своје патување низ Европа. Апсолутно, да. Да напоменеме дека тие контакти се исклучително многу значени со сите европски престолнини, со Германија особено, на прво место можеби јас би ставил Виена. Тоа е една влијание и затоа и се вика овој правесни архитектонски виенски барок, кој што е исклучително значен, сведок на едно време уникатен. Инаку имате по Европа колку сакаме лифтови во Виена, која што е многу, или во Париз, например, која што е многу малку, или воопшто не е разрушена од Втората светска војна, за разлика од Југославија, Германија или Полски, така, каде што има лифтови кои што се многу постари, се во функција. За нас, за историјата на градот, да. Значи, знаете како, сега се поставува лифтот и сите луѓе доаѓаат да видат. Тоа е една сензација, ќе се качуваат води, значи не мора да се патува во Белград или во Виена, луѓето, мислам, трговците секако оделе, луѓе студирале, не само од Скопје, од Велес, од Битола, технички факултети во Виена, во Милано, во Минхен, и во Париз, медицина и така. За трговија да не зборам, меѓутоа тоа се многу далечни, сепак дестинација. Овде во сред градот, значи може да се качиш, да влезеш во лифт и тоа секако представувало голема сензација, нормално е. Во 1941 година семејството Ристич се преселило во Белград и со тоа завршила една семејна приказна во оваа куќа. Но намерата на Владислав Ристич да биде дел од историјата на Скопје е остварена.